Возачот кој ја прегази Теодора Ристевска доби само 2 години затвор од основниот суд во Тетово, откако ја призна вината. Семејството е скршено и разочарано, оценувајќи ја казната како неправедна и премногу блага за загубата што ја претрпеле. Сестрата на Теодора, Ева, во солзи изјави дека не знае како да ја запали свеќа на гробот и да ја каже дека ова е правдата. Социјалните мрежи се преплавени со коментари на луѓе кои бараат построги казни и правична судска практика. Според најновите податоци од Државниот завод за статистика, во март 2025 година е забележана дефлација од 1,3% во однос на претходниот месец. Ова значи дека цените на мало се намалиле во споредба со февруари 2025 година. Намалувањето на цените е најзабележително кај одредени прехранбени производи. Цената на лебот и житариците е намалена за 4,7%, млекото за 4,6%, маслото за 2,4%, сирењето и урдата за 2,2%, свежото и разладеното овошје за 1,2%, рибата и морските плодови за 0,8% и јајцата за 0,2%. Сепак, и покрај месечното намалување на цените, на годишно ниво, инфлацијата останува висока. Во март 2025 година, во споредба со март 2024 година, трошоците на живот се зголемени за 14,7%, а цените на мало за 10,7%. Овие податоци укажуваат на тоа дека, иако има краткорочно намалување на цените во март, граѓаните се уште се соочуваат со значително повисоки трошоци за живот во споредба со истиот период минатата година. Студентите во Србија, кои веќе неколку месеци протестираат, го изнесоа своето 6-то барање: покренување на постапка и разрешување на одговорните во Универзитетскиот клинички центар на Србија и Ургентниот центар. Тие бараат истрага за неовластениот влез на претседателот Александар Вучик и новинари во одделението за интензивна нега, каде што беа сместени повредените од пожарот во Кочани. Според студентите, директорите на овие здравствени установи дозволиле влез на лица без соодветна заштитна опрема, со што е нарушена приватноста и здравието на пациентите. Тие нагласуваат дека здравието и достоинството на пациентите мора да бидат пред политиката и бараат итни мерки за заштита на нивните права. Ова барање доаѓа по претходните 5, кои вклучуваат подобрување на условите во здравствениот систем и зголемување на транспарентноста во работата на здравствените институции. Студентите остануваат посветени на своите цели и продолжуваат со протестите додека не се исполнат нивните барања. Американскиот претседател Доналд Трамп предложи САД да ја преземат контролата врз појасот Газа, опишувајќи го како неверојатно вреден имот. Тој сугерираше преселување на палестинските жители во други земји и трансформација на областа во ривиера на Блискиот Исток. Овој предлог предизвика остри реакции и обвинувања за потенцијално етничко чистење. Трамп истакна дека појасот Газа е опасно место и предложи неговите жители да бидат преселени во други земји како Египет или Јордан, со цел да се создаде зона на слобода без ризик за населението. Овој став најде на критики, при што многумина го обвинија Трамп за промовирање на етничко чистење. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го поддржа предлогот, наведувајќи дека тоа би им овозможило на палестинците да одлучат дали сакаат да ја напуштат областа. Сепак, овој план се соочи со отпор од арапските земји, кои го отфрлија како неприфатлив. Предлогот на Трамп предизвика загриженост кај меѓународната заедница, со оглед на тоа што присилното преселување на население е во спротивност со меѓународното право и може да се смета за злосторство против човештвото. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека украинските вооружени сили се уште се присутни во одредени региони на Русија, спроведувајќи операции со цел да ја ослабат воената способност на противникот. Оваа изјава доаѓа во контекст на продолжените тензии и конфликти меѓу двете земји. Зеленски нагласи дека овие операции се од витално значење за одбраната на Украина и за спречување на понатамошни напади врз украинска територија. Тој додаде дека украинската војска делува со голема предпазливост за да избегне цивилни жртви и да ги минимизира штетите врз инфраструктурата. Меѓународната заедница внимателно ги следи овие случувања, со загриженост дека ваквите активности можат да доведат до ескалација на конфликтот. Зеленски, сепак, истакна дека Украина има право на самоодбрана и дека ќе продолжи да презема неопходни чекори за заштита на својата сувереност и територијален интегритет.